13 ноември 1944 година во Скопје допре сонце на слободата. Третата, 8-та, 12-та и 16-та македонска бригада војуреше и борби, гради в гради ја ослободи престолнината. Македонците се изборија за своите правдини. Над Скопје огреа ново сонце на слободата, а градот почна да живее, да расте и да се развива низ годините, но и да се соочи со бројни природни и човечки катастрофи, но одново да се издигне и да биде символ на слободна Македонија. 80 години подоцна, метрополата не наликува на себе. Последните неколку години главниот град е оставен на запад на времето. Руинираните културни добра, плоштади, ѓубре по улиците и лошото јавно осветлување ја надополнуваат црната хроника со фактот дека е меѓу топ 5 најзагадени градови во светот, со зоолошка градина во која поради негрижа умираат екзотични животни, главен град со лоша патна инфраструктура и безредовен јавен превоз. Голем број на туристи кои што доаѓаат во Скопје од целиот свет имаат можност да видат руинирани и запоставени споменици на култура, улици со голем број на смет и бездомни куќиња, дорека дишат загаден канцероген воздух со енормни PM10 честички. Граѓаните се на став дека во главниот град мора да се случат драстични промени. Проблемите со кои се соочуваат ги има на број. Решение во блиска иднина на барем дел од нив не очекуваат. Вината ја гледаат во градската администрација која целосно го измени изгледот на метрополата. Било некогаш. Сега не е чисто. Мислам дека треба да се преземат мерки, затоа што луѓето премногу се гушат од нечистотијата на Скопје. Има куќиња што напаѓаат, луѓе стварно што страдаат. Многу нешто на Скопје му фали. Еве да кажам, јас сум роден во Скопје, израснат. И во сегашно Скопје сум разочаран. Неред, никој не води од тие што се дебело платени да се среди. Нема зеленило помеѓу улиците. Тоа е тоа. Воздухот да думне ветар, а да биде добро. Став за проблемите кои ги адресираа граѓаните побаравме од град Скопје, но до објавување на овој прилог одговор не добивме, а со самото тоа останува отворено прашањето до кога Скопје ќе биде лидер на листите од црните хроники. А ние остануваме да се надеваме дека над градот, како и во минатото, така и во блиска иднина, повторно ќе изгрее ново сонце на слободата.